Што ако утре некој мене ме убие? Дали јас не сум човек? Дали немам семејство? Дали некој нема да се грижи за мене? Моника е само една од многуте жртви на конзервативните вредности. За себе вели дека од кога го работи најстариот занает на светот, проституцијата, постојано е мета на насилство и дискриминација. Разочарана од молкот на институциите, кога и да побарала помош, вратите за неа биле затворени, вели таа. И јас отидов со 2 трансродови лица, од едната жртва, на физички напад да пријавиме насилство. Си го знам правото, мора да пријавам. И кога виде полицајецот дека не заминувам, излезе од пријавница и буквално ме нападна. Од позади, дојди и ме бутне. Доста веќе со вас не можам да се замарам. И ме турна. Лицето се изнервира дека виде дека си знам правата и почна да ме вреѓа мене за мојата болест која имам, односно зависност со метадонска терапија која се лечам и за мојата сексуална работа. Исти се проблемите и на ова трансродово лице. Заглавена во лавиринтот на правосудството, правдата не може да излезе на виделина. Пријавила вербален напад од страна на полициски службеници. Случајот стигнал до обвинителство, но таму одговор се уште нема. Може да спомнам за случај од 2017 година, кој што воопшто не е разрешен до ден денеска, 2 години се тира случајот. Бев инволвирана во изборен процес, каде што бев во изборната комисија и на паузите, додека имаше паузи, искачав надвор за цигара, кафе и отприлика некои се 10 полицајци кои што го обезбедуваа местото каде што беше гласањето, се подсмеваа, дофрла муабети, ти си машко си, женско си. Според годишниот извештај за 2018 година на коалицијата Маргини, документирани се 100 случаи непрекршување на правата на сексуалните работнички. Извештајот покажал дека најчести сторители на секаков облик на насилство биле самите клиенти, трети лица и полициски службеници. Полициските службеници се на трето место како најчести повредувачи на права, тука се клиентите, посредувачите, членови на семејство. МВР пак со спротивен став, нема пријави за злоупотреба на сила од страна на полициски службеници врз сексуални работници. Ви известуваме дека во текот на 2018-та и изминатиот период од 2019 година во Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди нема доставено представки од ваков вид. Во текот на изминатите 2, но и оваа година, представки за насилство врз сексуални работници не стигнале ниту до народниот правобранител.